ги следите регионалните вести. Воздухот во Тетово и понатаму е загаден повеќе од дозволената вредност, иако не работи фабриката Југохром. Еколошките здруженија го посочуваа комбинатот како најголем загадувач. Министерството за животна средина до првен ќе утврдува кој најмногу загадува. Аерозагадувањето во Тетово не се намали по затворањето на Југохром, кој на 31 декември минатата година ги згасна печките, откако на протестите беше посочуван како најголем загадувач на воздухот. Но и покрај тоа мерните станици деновиве во воздухот измери до 17 пати поголема концентрација на PM10 честички од дозволената вредност. Од раководството на Југохром, пред да го затворат комбинатот, тврдеа дека фабриката не е ниту единствениот, ниту најголемиот загадувач на воздухот во Тетово, но сепак отаму додадоа дека ќе работат на поставување на филтри на оџаците. Министерот за животна средина Нурхан Изири вели дека за неколку месеци точно ќе се знае кои се факторите кои го загадуваат воздухот и колкаво е нивното учество. На повеќе локации во Скопје и Тетово поставени се филтри кои ги абсорбираат штетните честички од воздухот. Филтрите во април ќе бидат извадени и пратени на хемиска анализа во Финска и Австрија, каде ќе се утврдува потеклото на штетните материи кои придонесуваат за аерозагадувањето. Тие анализи ќе покажат точно, процентуално точно индикаторот на влијанието на загадувањето на воздухот. Тогаш ќе знаеме точно, ќе нема шпекулации колку процентуално влијае врз загадувањето на амбиенталниот воздух. Тогаш ќе знаеме точно колку влијае домаќинството, колку влијае возниот парк, сообраќајот, колку влијае индустријата, колку влијае малата индустрија, колку влијае градежништвото. Параметрите кои ќе ги покажат анализите, хемиските анализи, ќе ни дадат точни индикатори и нема да се шпекулира кој колку процент загадува. Вработените од Југохром велат дека вакви мерења требало да се направат и порано, со што би се спречиле непотребните обвинувања на невладините организации, дека Југохром е најголемиот загадувач кој придонесува комбинатот да се затвори. Велат дека фабриката е единствениот извор на екзистенција на жителите од овој крај. Па сега нека се запрашаат тие екогорила и нека и повикаат најголемите светски стручњаци. Нека го испитаат воздухот во Тетово и да видиме кој го загадува тоа Тетово. Југохром гарантирам дека 5% не загадува во оваа околина. Ми овде сееме граф, пшенка, пипер, купус, баш големиот дел го имаат албанците кај што сејат тие производи земјоделски и ги пласираат во Југохром. Сега замре све, гледате сами. Значи, пусто село ќе не најде како Радуша. Децата млади ќе почнат да ни се иселува, нема кај да работат. Екзистенцијално сме катастрофа. Ај овој месец ни пуштија пола плата, ќе платиме струја телефон. Што правиме другиот месец? Проблемот е, значи, финансискиот дел. Во врска со Југохром Фероалојс, имам кратко да изјавам дека тука сме едино вржани со фирмата, околу Југохром и се врти околу Југохром. И сите економски објекти тука, и сите, и општината, и вработените во Југохром, сите зависиме од тој Југохром. Ако до март не се отвори тој Југохром, ќе мораме и ќе бидеме присилени да бегаме од ова село, пошто немаме никаква екзистенција. Воздухот во Тетово синоќа беше за 10 пати позагаден од дозволената вредност. Во меѓувреме локалните власти немаат преземено конкретни мерки за намалување на аерозагадувањето. Проблемот со дивата депонија се уште не е решен. Хаосот во сообраќајот останува, а зеленилото во градот речиси го нема. Рем Шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем Шопинг центар. Со евангелската порака Христос се роди, на вистина се роди, и со свети богослужби во православните храмови. Денес се славеше Трет ден Божич, празник посветен на првомаченикот и свети архиџакон Стефан. Голем број православни верници празникот го чествуваат како именден и домашна слава.
Со утрена литургија на Свети Јован Златоуст во православните храмови во Тетово денес беше чествуван големиот православен христијански празник Свети архиџакон и првомаченик Стефан, трет ден Божич, кај народот попознат како Свети Стефан. Верниците на овој ден, кој според црковниот календар е еден од трите најсветли денови во годината, во духот на Божијата љубов и на празничната радост, си пожелуваат здравје и среќа и беричет, користејќи ја можноста да се измират и да се зближат меѓу себе како вистински чеда Божји. Свети Стефан е првиот кој пострадал за Бога и токму со него почнува подвигот на мачениците, па во таа смисла и е наречен првомаченик. Тој бил прв од 7 ѓакони кои што светите апостоли ги ракоположија и ги поставија на служба на грижа за сиромасите во Ерусалим. Затоа и го нарекоа архиџакон. Со силата на својата вера вршел големи чуда меѓу луѓето. Злобните евреи се препираа со него, но беа секогаш победувани од неговата мудрост и од силата на Светиот Дух, кој што действувал преку него. Тогаш посрамени евреите, свикнати на измами и клевети, го побуниле народот и народните старешини против невиниот. Клетвата против Стефан велела дека хулел на Бога и на светиот пророк Мојсеј. Брзо дошле до лажни сведоци кои што тоа и го потврдиле. Тогаш Стефан застанал пред народот и сите виделе дека лицето негово е како лице на ангел, тоест озарено од благодатна светлина, како што некогаш беше Мојсеј кога говореше со Бога. Стефан ги отворил своите усни и ги поредил многобројните добричинства и чуда Божји, извршени од Бога во минатото над народот израелски, но и многобројните злосторства и противања кон Бога од страна на тој народ. Особено ги изобличил за убиството на Господ Исус Христос, нарекувајќи ги предавници и крвници. Неговите мошти се пронајдени на чудесен начин и сместени во Сионскиот храм во Ерусалим. По повод празникот голем број верници присуствуваа на литургиите, палејќи свеќи за здравје на своите најблиски, роднините и пријателите. Примија нафора, мали деца примаа причест, а беа режени и славски колачи. Голем број православни христијани денешниот празник го чествуваат како именден и домашна слава. Во Центарот за култура во Гостивар минатата година просечно се одржувале по 3 настани неделно. Од установата се задоволни со активностите реализирани во текот на 2015-та и се надеваат на успешна нова година, кога е во прашање културната понуда во градот. Центарот за култура во Гостивар 2015 година ја заокружи со 128 одржани културни настани од сите области. Концерти, изложби, литературни манифестации и драмски представи и други активности се најдоа на минатогодишната програма на установата. Дел од нив се реализирале со финансиска поддршка од Министерството за култура, дел од сопствен буџет на Центарот, некои со поддршка на општината и други во соработка со здруженија и културни институции. Според калкулативна математика му доаѓа по просек 3 неделно или 2,70 и нешто, значи заокружуваме на 3 неделно. Ова е една добра работа. Сме тотално задоволни во споредба со минатите години. Целта е во тоа, задоволството е во тоа дека ние како центар отвара интерес и од страна на граѓаните или надворешни соработници кои стварно сакаат да придонесуваат во развој на култура или промоција на културни вредности во Гостивар или во нашиот центар. Значи тоа ни беше дел од големата помош. Во текот на 2015-та Центарот на гостиварската публика и понуди најразлични настани, но сепак акцентот беше ставен на литературата. Со меѓународниот поетски фестивал организиран по повод 24 мај, Гостивар се впиша меѓу градовите домакини на значајни поетски имиња. Фокусот у 2015 нас ни беше, мислам, во сите сектори беше окей, сме задоволни, но доминираше музичка сценска дејност и нашата енергија повеќе ја фокусиравме во литературата, затоа што е дел која ние мислевме по стратешки план дека фали и тука повеќе бевме фокусирани и исто така и во 2016 ќе бидеме тука повеќе фокусирани, например како фестивалот литературни исти во Гостивар беше евент или манифестација која се реализираше втора година, покажа интерес, покажа успех. Очекуваме моментално резултати од страна на Министерството за култура да се објават какви проекти ќе бидат одобрени. Оптимиста сум дека овој фестивал ќе се реализира.
Кре организирање и поддршка на културни манифестации, минатата година Центарот за култура Асном инвестираше и во неколку зафати за подобрување на условите во објектот. Се интервенираше на осветлувањето и греењето на големата сала, се среди затоплувањето во библиотеката, а целосно беше уредена и просторија за ново балетско студио. 11 државни празници во Македонија кои се однесуваат на сите граѓани се одбележуваат неработно. Покрај државните се чествуваат и верските празници, а согласно законот и секоја етничка заедница има свој празник. Според националните календари и законски уредените денови за празнување, Македонија е меѓу земјите во Европа со најмногу празници во годината заедно со Кипар и Словачка. Со законот за празници во Македонија како неработни денови за сите граѓани се прогласени 11 државни празници. Во оваа група влегуваат Нова година, 7 јануари Божич, 1 мај денот на трудот, вториот ден на Великден, 24 мај посветен на светите Кирил и Методи, 2 август денот на Републиката, 1 ден на Рамазан Бајрам, 8 септември денот на независноста, 11 октомври денот на народното востание, 23 октомври денот на револуционерната борба и 8 декември Свети Климент Охридски. Покрај државните се празнуваат и верски празници, така за верниците од православна вероисповед уште 5 дена се неработни: Бадник, Водици, Велики петок, Духовден и Голема Богородица. Верниците од католичка вероисповед празнуваат уште 3 дена: католички Божич и Великден и празникот на сите светци. Припадниците на муслиманска вероисповед пак го одбележуваат Курбан Бајрам. Согласно законот и секоја етничка заедница има свој празник, па листата на празници се зголемува за уште по еден ден за припадниците на албанската, српската, турската, ромската, влашката, еврејската и за бошњачката заедница. За граѓаните припадници на албанската заедница неработен е денот на албанската азбука. За граѓаните припадници на српската заедница празникот Свети Сава. За припадниците на ромската заедница меѓународниот ден на ромите. За припадниците на влашката заедница националниот ден на власите. За граѓаните припадници на еврејската заедница празникот Јом Кипур. За граѓаните припадници на бошњачката заедница меѓународниот ден на бошњаците и за граѓаните припадници на турската заедница денот на настава на турски јазик. Во камион со лажни велешки регистарски ознаки вчера околу 11 часот и 30 минути на патот Никушта-Кордланци полицијата открила 33 мигранти, од кои 15 од Иран, 16 од Ирак и 2 лица од Либија. Полицијата, како што наведуваат во соопштението од МВР, по извршениот увид констатирала дека се работи за камион Мерцедес со регистарски ознаки кои се одјавени на 4 јануари 2016 година во Штип. Повикан бил и предходниот собственик, 33 годишно лице од Штип, кој изјавил дека на 4 јануари 2016 година Мерцедес продал на 24 годишникот Вилешко, за кој на увид приложил купо-продажен договор, наведуваат од полицијата. Од МВР соопштуваат и дека тројца од мигрантите ќе бидат сместени во прифатниот центар за странци во Скопје. На 16 мигранти од Ирак им била издадена потврда за искажана намера за поднесување на барање на азил. Истите ќе бидат спроведени во кампот на Табановце. За 15 мигранти од Иран поднесен е записник за прием на усно барање за признавање право на азил, пошто истите ќе се спроведат во Центарот за азил во Избегово Скопје. Вооружени напаѓачи убиле полицаец и војник додека патувале кон работа во областа Газа, западно од главниот град Каиро. Двајцата починале на лице место, откако вчера влегле во оган на засега неидентификувани напаѓачи. Полицијата веднаш по пукотниците се распоредила во областа за да ги фати напаѓачите. Една турска компанија е фатена во обид на бегалците да им продаде неисправни прслуци за спасување направени од материјал што станува потежок кој ќе се натопи и придонесува за нивно побрзо потонување. Турската полиција упаднала во работилница во Измир, кој што е често пати појдовна точка за мигрантите во надеж дека ќе дојдат до Европа. И затекнале работници како прслуците ги полнат со материјали за амбалажа место со содржина која плута.
Владата во Берлин се подготвува за промена на сегашните прописи за депортација на мигранти од Германија по сексуалните напади врз жени, што се случија во Келн во текот на новогодишната ноќ. Инцидентите по кои се уапсени 20 на мигранти и бегалци ја шокираа германската јавност и покренаа нова расправа околу политиката на владата за отворена врата за мигрантите. Под притисок од германските медиуми и целата јавност оставка поднесе шефот на полицијата во Келн. Неговото заминување уследи од како жртвите на сексуалните напади и грабежи и обвинија полицијата дека нејзината реакција била задоцнета и несоодветна. Германскиот канцелар Ангела Меркел признава дека ваквите состојби како инцидентите во Келн не може да се толерираат и дека нешто мора да се менува во законите. Таа потврди дека министерствата за внатрешни работи и за правда веќе почнале да работат на новите законски мерки. Неколку дена откако Пјонг соопшти дека Северна Кореја тестирала хидрогенска бомба, објавени се видеоснимки од лансирање на балистички ракети од подморница. Операцијата лично ја надгледувал севернокорејскиот лидер Ким Јонг Ун. Советот за безбедност на Обединетите нации остро ја осуди Северна Кореја поради тестирањето на хидрогенска бомба и соопшти дека ќе следуваат дополнителни казнени мерки. Од друга страна, државната телевизија на Северна Кореја во прилог за воената подготвеност на земјата прикажа лансирање на ракета од подморница од 21 декември минатата година. Главниот мексикански обвинител Арели Гомес на пресконференција изјави дека наркобосот Хоакин Ел Чапо Гусман ќе биде вратен во затворот Алтиплано, истиот строго чуван затвор од кој побегна на 11 јули лани преку ископан тунел. Гусман беше фатен вчера утрината во крајбрежниот мексикански град Лос Мочис, а главниот обвинител на Мексико изјави дека локализирањето на наркобосот донекаде се должи на тоа што тој сакал да снима биографски филм. За таа цел, додаде Гомес, Гусман стапил во контакт со актерки и продуценти. Денес имавме умерено облачно време со повремени сончеви периоди, ветровито и потопло. Утринските температури се движеа од -4 до 4, а дневните од 4 до 11 степени. Утре не очекува умерено облачно време со сончеви периоди и топло. Во западните предели со врнежи од дожд. Утринските температури ќе се движат од -3 до 3, а дневните од 6 до 12 степени. И тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.